Затворена сендвичарата од која се затровија 15 ученици од средното училиште Колен Ехтенин во Штип. Дополнително денеска ќе се изврши дезинфекција по биолошки индикации и механичко чистење на објектот. Епидемиологот во Центарот за јавно здравје Штип Светлана Живкова вели дека земени се примероци од инкриминираната храна за лабораториско испитување и брисеви од работните површини. Резултатите ги очекуваат најдоцна до утре и ќе ги објави Институтот за јавно здравје. Направивме епидемиолошко анкетирање на сите пријавени лица. Извршена едукација на вработените во однос на начинот на спремање на храна, складирање, чување на храната на лице место, тоа е спроведено. Дополнително се дадени предлог мерки и земени се брисеви од вработените. Направен е вонреден санитарен преглед и се земени мостри од храна за испитување, вели Живкова. Таа посочи дека објектот е затворен и од Државен здравствен и санитарен инспекторат и од Агенцијата за храна и ветеринарство. Живкова додава дека денеска ќе се изврши дезинфекција по биолошки индикации и механичко чистење на објектот. Во текот на вчерашниот ден, Агенцијата за храна и ветеринарство информираше дека по добиена пријава од Центарот за јавно здравје Штип, 5 лица се здобиле со симптоми на труење, извршили инспекцијски надзор во сендвичарата, земени се примероци од инкриминираната храна за лабораториско испитување и брисеви од работните површини. По наредба на инспекцијските служби на Агенцијата сендвичарата е времено затворена се до добивање на резултатите од лабораториските испитувања со кои ќе се потврди нејзината безбедност. Мајка на дете кое под труењето заврши на инфективното оделение во клиничка болница Штип изјави дека нејзиното дете симптомите ги добило по консумирање на сендвич со пилешки стек и компири.